Десетилјади синдикалци излегуваат на улица. Ако до великденските празници премиерот не ги прими представниците на десетина независни синдикати, полицајците, професионалните војници, пожарникарите, затворските стражари и агенциите за обезбедување, низ улични протести ќе го изразат револтот кон владата, затоа што го минимизира значењето на синдикатите и наместо да соработува, ги игнорира. Наидуваме како независни синдикати во државата на тотално негирање од страна на власт. Никако никој не повикува на разговори. Знаете какви проблеми имаат професионалните војници, они ќе си кажат да не можат да одржуваат состаноци по касарни. Председател на казнено воспитно поправни установа е повикува на дисциплинска одговорност само што фотокопирал некои документи од фотокопирот. Независниот полициски синдикати покрај тоа што има некаде околу 1000 членови и денеска не му се дава мандат. Полицискиот независен синдикат, иако има 1000 членови, никако да стигне на дневен ред во МВР, за да се отворат прашањата поврзани со полициската работа. Некој очигледно дека нема воопшто ни слух, ниту сака да сето она што ќе се случува допрва во оваа Република Македонија, не сака да ги види во моментов, меѓутоа, јас одговорно тврдам, за последиците можеби нема го се и Конфедерацијата да одговара од причина што се нарушени основните синдикални човекови права. Нема решение ниту за професионалните војници и тие се жртви на молкот на владата за нивниот статус. Вработените во армијата во изминатиот период останаа без дневниците и без надоместокот за патни трошоци. Веќе на одредени наши колеги, без разлика дали се професионални војници или офицери, подофицери и цивилни лица, им представува проблем да стигнат до работното место. Денеска ги извадија капите за да предупредат дека имаат премногу прашања за премиерот. За една седмица ќе ги облечат униформите и ќе излезат на протест.